Добро ви утро, оваа работна недела, понеделнички во магазин. Ја стартуваме со позитивна енергија. Ви посакуваме успешна работна недела, заедно со мојата гостинка, која што е фитнес инструкторка, Наде Василевска. Зборуваме за тоа од каде ја црпи мотивацијата, колку време вежба, ќе ја прашаме нешто и за незините клиенти, односно како нив им ја пренесува она инспирација, мотивација, какви совети им дава, каква исхрана и вежби препорачува, за да тие си ги поместуваат сопствените граници и секако за најголемите победи, како например повторното проодување на незини клиенти. За сето ова во продолжение ве канам да останете со нас, а мене ми останува да ти посакам добре дојде. Ти благодарам што си моја гостинка. Добро утро и ви благодарам за поканата. Како си на овие горештини, како издржуваш, успеваш ли да извежбаш? Да. Дали е топло, дали е хладно, тоа е. Некогаш е мотивација, некогаш е дисциплина. Ти си секогаш дисциплинирана, позитивна, по тоа те препознаваат многумина. Од каде ти ја црпиш мотивацијата? Па тоа се веќе долги години во спортот и веќе тоа е рутина и начин на живот. Не е секогаш мотивација, не секогаш ми се станува, ми се оди на тренинг. Да. Меѓутоа дисциплината е тоа што ќе ме стане да се спремам и додам да направам добар тренинг. Колку време веќе вежбаш? Веќе 24-та година. Така, од 7 годишна возраст, мислам дека ми кажа. Да. Што прво тренираше? Со кој спорт најпрвин се бавеше? Знам дека и каратето ти е добра страна, и џиу-џицу, бразилска џиу-џица. Што е она што прво те привлече? Почетоците ми се со каратето, во карате клуб Металург. Потоа, после 10 години имав некоја мала пауза поради повреда на колената. Па потоа почнав со џит-кундо, ММА, стрит фајт, и сите тие боречки вештини, и на крај завршив со бразилската џиу-џица. Така, видов исто дека имаш и дипломи, освојувано награди. Каде се надпреваруваше во бразилска џиу-џица? Па на државно, национално ниво, европско, балканско, имам освојувано доста медали. Секако и семинари за самоодбрана и сите тие работи што си одат со спортот. Има некоја причина поради која што токму боричките вештини ги избра или едноставно тоа те влечало во тој период? Причина нема, едноставно каратето како прво ми остана и после тоа се одвиваше во тој смер. Така, и имаш нешто што ти е омилено еве и ден денес во што и понатаму би сакала да се надпреваруваш? Да, тоа е базата, тоа е каратето. Повторно се вратив, повторно се спремаме за надпревари и слично. Така, кога ќе биде, кога ќе може да Па сега септември или октомври, да така. Ќе биде државно првенство тука во Скопје, меѓутоа не знам точно датум, така да ќе накнадно ќе ви известам. Битно септември. Да, септември или октомври. Така, дали понатаму има и некои регионални, меѓународни на кои што би сакала ти да се натпреваруваш? Да, секако. Балканско, европско, светско, дај Боже. Тешко ли е да се започне со спорт? Тешко е, не можам да кажам дека не е, но уште потешко е да ги поминеш тие граници и кога губиш повторно да се вратиш на тренинг и следниот натпревар да го победиш. Така да тие и психофизички е тешко и во секоја смисла на зборот. Како им помагаш ти на клиентите, еве кога си нели фитнес инструкторка, тие да ги победат своите ограничувања и психички борби? Ете, некој ќе рече не можам повеќе или нема да успеам. Како да го искоренат она не или не можам? Тоа не можам ни се случува секојдневно, пошто ја со моите клиенти сум во постојана комуникација. Ама таа мотивација што имам јас, им ја давам и нив, и најбитното е што ние ги поминуваме границите секојдневно. Со мали чекори, мали победи во денот, доаѓаме до крајната цел, до намалени килограми, до проодување, од атрофирани мускули до мускулатура здрава. Така да, она дневното, ако го победиш, можеш за 4-5 месеци, година дена да стигнеш каде што си тргнал. Не е се преку ноќ. Да, тоа ќе прашав, дали е поздраво да одиш малку по малку, односно да не изгубиш голема килажа наеднаш. Веројатно тоа не е толку здраво како ова што е постепено според тебе. Така, да. Според мене моето искуство, иако јас во минатите години сум имала проблем со килограмите, знам како е. Затоа и го работам тоа како да им помогнам и да ги смениме оние сваќање дека мора диета, мора се да се забрани, да се намала 20 килограми за 2 месеци, но потоа истите се враќаат. Затоа што немаме база на здрави навики. А како да постигнеме ете што велиш здрави навики? Што е она што треба да се консумира, односно што им препорачуваш, каква исхрана на тие што сакаат да речеме да изгубат килограми?
Така, базата е секој ден да променуваме по едно нешто, затоа што имам жени од 40 на години кои што веќе 20-30 години живеат на тој начин. Она не може преку ноќ да смени се и да почне да вежба и колку ја што вежбам и да јаде и здраво и се случуваат и грешки. Меѓутоа, ако денеска смениме една навика да не се прејадуваме навечер, за 2 недели ќе смениме нешто друго, да имаме барем редовен тренинг. Од старт никој не е идеален, меѓутоа како поминува времето, како работиме и на мајндсетот и физички, така ни доаѓаат и резултатите. Мислиш дека тој мајндсет, како што велиш, односно и она што ни во главата и психолошкиот момент што го преживуваме одвнатре е потешко? Да, потешко е и пред се тоа е главниот клуч за да почнеш со нештото. Јас можам да ти ја дадам и најдобрата програма, ние може да се собереме уште 10 тренери, меѓутоа ако ти сам не сватиш дека ти е загрозено здравието, флексибилноста, подвижноста, не си функционална во текот на денот, се изморуваш кога одиш по скали или не можеш да пешачиш, тогаш се е џабе. Мора прво сам да сватиш дека ти е потребна помош, да побараш помош и да работиш на тоа. Какви коментари добиваш ти од твоите клиенти? Позитивни, фалам на Господ. Така? Да. Колку време им треба да се вратат во форма или да ги постигнат резултатите? Па брзо, ние уште првата недела гледаме промена. Така. И најбитно ми е што они ќе ми пратат мене некои чекини, фидбек, колку имаат намалено, меѓутоа моето прашање како ти се чувствуваш? Што ти ако се чувствуваш исцрпено, ако немаш енергија, ако те боли глава една недела, тука не сме на добар пат. Меѓутоа имам повеќе енергија, се чувствувам полесно, немам отоци, немам подуеност, тоа знам дека тераме напред. А ако не сте на добар пат, како се враќаат на правилниот пат или на правилната исхрана? Така. Ние имаме консултации секоја недела, јас ги гледам на камера и постојано ги следам во група што и како се хранат и тука им давам совети. Ајде се ова да го промениме, ајде се ова, меѓутоа ништо не е isforsirano, ништо не може, како што кажав, одеднаш се да се скрати. Знаат да јадат и благо, знаат да јадат и junk food и тоа се им и дозволено, јас ништо не забранувам. Навистина, јас мислев овие дека треба да се испралат. Не, треба да се испралат, меѓутоа не можеме одеднаш. Со текот на времето, веќе после третиот месец, седнуваат во кафана, јадат стек и салата. Вика, немам желба да земам нешто мрсно или да се прејадам, или пржени компири, или што и да е. Викам, тоа е тоа, сме успеале. Да, тоа е успех. Веројатно, она кога се мачиме и велиме нема да јадам, а всушност ни се јаде од внатре, тогаш пак психички може би се измачуваме. А оние луѓе, например, што сакаат мускулите да имаат, не толку за губење на килограми, толку за мускули, имаат пак тие некој посебен пристап или совети какви им даваш? Да, таму е веќе по друг пристапот, затоа што ако ние имаме 3 главни оброци, они би требало да имаат 5 главни оброци. Начинот на тренинг е различен, одморот е различен и сите тие работи не е иста тематиката и методологијата на работа ако сакаш да качиш мускулна маса и да намалиш килограми. Да. Меѓутоа, додека намалуваме килограми, многу е битно да градиме мускулатура. Ние нема да се набилдаме, девојките мои не се набилдани, меѓутоа градат мускулатура, грбот е одма поправ, движењето, вратот не ги боли и сите тие работи, затоа што со тренинзите го постигнуваме токму тоа и со здравиот начин на исхрана, не со диети, не со режими, не со таблети, што и да е познато, нели, кај жените до денес. Тоа го нема кај тебе, тие таблети или... Не. Затоа што јас некогаш сум мислела дека е тоа лекот, меѓутоа не. На своја кожа си можела да забележиш дека не е тоа вистинскиот начин. Мора од коренот да се тргне, од проблемот и полека, постепено да се менуваат работите. А ти се храниш здраво секојдневно или понекогаш знаеш да си дозволиш и брза храна, и газирано, и благо? Знам да си дозволам се, меѓутоа знам кога е границата за застанам. Ако викендов сум јадела нешто што не треба, веќе следните 4-5 дена ми се чисти со оброци. И знам и да намалам некој кило, знам и да качам некој кило, тоа е сосема нормално, меѓутоа пред се ми е битно функционалноста, енергијата што ја давам на тренинг. Тоа ми е единствено нешто што гледам до каде сум со формата. Мислам дека е најтешко, како што кажа, граница некоја да си поставиме, односно кога јадеме, како да знаеме кога е доста. Сега веќе сум претерала
Или треба помалку да јадам? Кога е тој момент кога треба да си речеме доста? Кога ќе јадеш junk food, fast food, благо, торти, веќе знаеш дека утре дента треба тука да застане се. И тоа со тренинзите, и веќе како што кажав, нема желба. Кога ќе си видиш резултати, кога ќе видиш се, нема желба да седнеш во кафич и да јадеш палачинка. Сите јадат, ти јадеш, не знам, овошна салата или пиеш кисела вода. Не сакаш да се вратиш веројатно на оној период пред резултатите што си ги постигнал, да се фрли се во вода. Нормално. Ама пред се тука е базата. Фрламе во вода кога е се брзо, кога е се изфорсирано, кога кратиме се одеднаш, нема благо, леп. Тука веќе ќе се вратиме кога тогаш. Кога тогаш. А во овие топли, летни, прежешки денови, што препорачуваш ете и во однос на вода, например, колку вода треба да пиеме, колку течности? Ако не тренираме, окей, дока и 2,5 литри вода во денот. Меѓутоа, ако вежбаме, веќе плюс литро и пол мора да се внесува. Јас пак и на моите клиенти им кажувам, не треба да се налевате со вода. Нашиот организам е толку паметен што знае што колку му треба. Меѓутоа, хидратација е премногу потребна, како за целото тело, така и за мускулатурата, мозокот и сите органи. Така, без тоа не може, особено во овие жешки денови. Ми кажа дека и вежбате, иако е премногу топло. Каде успевате? Внатре во теретана или надвор на отворено, кога е малку посвежо барем? Така. Тренирам и внатре и надвор, веќе тоа се навика. Така да 1 сат ќе го издржиш и не ни гледаш дали е топло, ладно. Го правиш тренингот, тоа што ти е дадено тој 1 час и тоа е тоа. Не им пречи на клиентите, мислам, на самиот организам? Така, не. Или вежбаме порано са бајле, не вежбаме она кога е скоро жешко, така да внимаваме. Да. Пак се почитуваат оние препораки, како што велат и докторите за овој период. Так. Ти беше и на одмор сега, и тоа во Тунис, топла летна дестинација. Како си помина таму? Многу убаво, прежешко, меѓутоа не е како овде климата. Се издржува и е пријатно да кажам. Имаше ветер на плажа? Да, постојано. Затоа успеавме да се сунчам иначе. Да, обично на тие или тропски дестинации пак знае, ете, тие тропски гориштини кога се знае и ветерот всушност да спасува. Да, како не. Има воздух. Да, освен по овие спортови кои што ги спомнавме, позната си по тоа дека сакаш и да јаваш коњи, да возиш мотори, гледавме слики на твоите социјални мрежи. Па кажи ми што е она што најмногу го сакаш и колку време правиш се од ова споменато? Па кога имам време, сакам да го искористам во природа, како што каже, и да јавам коњи или да возам мотор, 4 цикли, што и да е нешто авантуристичко, затоа што не знам, ги обожавам животните, сам да поминувам време надвор. Тоа е тоа. Секој слободно време или викенд сакам да сум некаде, дали Македонија, дали надвор. Имаме преубави места за шетање. И тоа е голем бенефит и по здравието и по менталниот склоп. Да, препорачуваш да се бидеш што повеќе во природа. Минимум еднаш неделно. Тоа е викенд кога не сме на работа. Океј да се помине цел ден со пријателите, со фамилијата во природа и да се пешачи. Ги спомна пријателите, па мораме да кажеме дека позната наша пејачка и гајдаджика Елена Јовчевска е твоја пријателка. Таа баш ти испофали, ми кажа дека добри резултати постигнала со тебе. Има ли уште некој од естрадава со кој што си имала прилика да соработуваш и да им помогнеш во остварување на резултатите? Така. Додека имав мојата сала, Ирена Спасовска беше кај мене. Исто и она се одржува и на тие години, секоја чест. Елена е таа, има уште некој, меѓутоа веќе тоа некоја стара приказка. Да. А Елена ти е веќе станата пријателка. Така. Ние се дружиме и приватно и тоа е тоа. Таа ми кажа интересен податок, гледав и на интернет слики, клипови каде што си помогнала за проодување на клиент, односно повторно проодување. Како се случило тоа? Што било во прашање, некоја повреда или? Да, девојката има паднато од конј и има повредено левата нога. И доста операции, шипки и сите тие работи. И она кај мене буквално дојде со помагало за одење. Јас бев што ќе направам овде, меѓутоа знаев дека ќе дадам максимум и дека од минус 10 ќе стигнеме до 100 и стигнавме. И веќе она се движи нормално, животот го тера нормално, ако претходно не можела сама. Браво. Така да од тие атрофирани мускули
Симнавме некои 15 на килограми, мускулатурата ја враќаме и се уште работиме и на сила, на мобилност, агилност, на се, меѓутоа се почна многу бавно и затоа сме денес каде што сме. Колку време треба за сето тоа да заврши, односно тој процес? Бидејќи посериозна повреда, претпоставувам, не е тоа многу лесно и брзо. Така. Тој процес кај неа ние разговараме секој ден и кажувам дека нема да заврши, затоа што она ќе мора таа мускулатура да ја одржува цел живот, ако сака да остане подвижна и да биде самостојна. Така да тој процес, како и за слабење, закачување мускулатура, опоравување од повреди, трае цел живот. А самото проодување од оној период кога не можела да оди до процесот, колку тука помина тој период околу траел? 4 до 6 месеци. Така. Да. Добро, тука и страв, дали влијаат многу фактори. Меѓутоа за околу 4 до 6 месеци успеавме да ја тргне штаката на страна и веќе да качува скали и да движи самостојно. Така е, во однос на ова или ете и други некои повреди, претпоставувам си имала и други во текот на сите тие тренинзи. Што е оно клучно што ги мотивирало нив како да го победат стравот, кој што го спомнавме? Така, стравот од тренинг или да останат на истото ниво? Па и тоа, и од тренингот и всушност да успеат да не се плашат дека нешто ќе им се случи, дека ќе паднат или дека нема да успеат, дека нема да можат. Така, тука сум за тоа заслужна јас во целиот процес, затоа што постојано сум до нив, постојано работиме заедно. Сега веќе они работат и самостојно, затоа што можат и им давам нормално слобода. И еден ден секако ќе си продолжат сами, меѓутоа се уште рано. А иначе тој страв го поминуваме секој ден и секој ден има страв од болка, од повреда, како и мене ми е страв, така и нив. Меѓутоа гледам да го темпирам тренингот да биде окей. Дали се спиени, дали се јадени, како им поминал викендот, например, еве денеска ако почнуваме со тренинг, значи многу параметри се битни да имаме квалитетен тренинг без да го изфорсираме мускулот, а сепак да имаме ефикасност од тренингот. Мора да се мисли постојано на секоја вежба, јас постојано именувам вежби и правам ако сум замислила еден тренинг денес, меѓутоа не треба да го правиме тој, одма менуваме, правиме друго и постојано комуницираме. Имаш болки, немаш болки, како се чувствуваш, можеме да ставиме килограми, не можеме, сепак тоа се зависи од нив. Така, дали во овој процес е битна исхраната? Што треба да јадат, што да појачаат за да им го подигне можеби имунитетот? Има ли тоа врска во овој процес на опоравување? Да, има голема важност исхраната, затоа што исхраната ни е гориво, кое што ние на тренинг се трошиме, меѓутоа исхраната е таа која што не храни ни дава енергија за утре дента, како и одморот. Одморот е базата на се. Во делот кога спиеме, тогаш се случува она оформување, хормонот за раст и сите тие работи, обновување на клетките за утре да си посвеж и да можеш да направиш подобар тренинг. Кога сме кај спиењето, колку е клучно да се наспиеме? Многу, како што кажав. Колку ни треба сон, колку часа ете навечер? Од 6 до 8 часа, меѓутоа многу е битно кога ќе легнеме. Не е исто спиењето и тие рен фази, сите тие работи кои што треба да ги поминеме, за да дојде до исцелување што се вика на организмот. Така да веќе 10:30, 11 максимум треба да сме во кревет. Ретко веќе кој тоа го практикува, меѓутоа е многу битно и тоа се почнува исто. 5 минути порано ќе легнеш, 5 минути ќе станеш порано и така да дојдеш до некој идеален сон. Да, би било убаво кога може тоа нели да преиде во навика, да не биде само од време на време рано станување и легнување, туку да биде се почесто и почесто да влеземе во една шема. Да. Така, во однос на тебе, бидејќи ти си, како што рековме, инспирација, мотивација за многу луѓе околу тебе. Дали ти некогаш имаш потреба од помош? Дали е тоа друг инструктор, друг тренер, спортист кој што тебе треба да те посочи понекогаш? Имам секако. На прво место ми се пријателите, кога не ми се оди на тренинг, наде доаѓа во сала. Јас се спремам и одам. И многу сум благодарна за тоа и секогаш викам дека треба да се дружиме со луѓе што те мотивираат и те инспирираат да бидеш подобар. Многу е битно, многу. Исто така соработувам и со тренер Гоце Дуков од Тренинг Рум, го поздравувам. Многу ми помогна и
ќе продолжам да соработувам како за припреми за карате надпреварите, така и приватно за формата и секако спортисти имам. Вчера нели Џоковиќ. Да, го гледавме. Така. И сите тие светски, меѓутоа идол како идол немам. Сепак се фокусирам на себе. Така. А во однос на ете другиве спортисти, нели ги спомнавме, каратето ете како твој главен спорт. Дали знаеш да се дружиш со останатите и приватно, да соработуваш? Има ли се повеќе жени кои што тренираат карате? Па добро, нема, за жал. За жал, повеќе се и деца, меѓутоа тренираат теретана, фитнес и тоа е сосем окей. Така, Не мора да е боречка вештина. Меѓутоа за најмладите препорачувам боречка вештина за да се научи дисциплина и да се научи некоја хиерархија. И тоа многу значи за понатаму во животот. Ти било потребно некогаш да искористиш и приватно некоја боречка вештина, некој да те нападне, да речеме, или да те навреди, некако да те испровоцира да Така. ти мораш да возвратиш, да се одбраниш? Така, на провокации не паѓам лесно и јас не тренирам боречка вештина за да покажувам тоа на улица, меѓутоа Така. кога сум била нападната, да, сум вратила, тоест не сум вратила со напад, туку сум се одбранила. Да, всушност нели Така, за така. одбрана, дали некогаш ти било корисно тоа? Да, како не. Мислиш дека и за многу помладиете, помали девојчиња би било тоа корисно? Да, Би требале да се запишат на некој таков спорт? Да, јас имам и држано 4-5 семинари за самоодбрана за девојки и им биле од корист и препорачувам сите барем по дома да учат некој зафат и слично, некогаш е смешно, меѓутоа кога ќе дојдеш во ситуација веќе не е смешно и живееме во свет како што живееме. Да. Нели насилството е веќе високо горе. Така да е преку потребно секоја девојка и жена, па и момците да знаат самоодбрана, за да знаат како да одбранат девојката, мајката, ќерката. Така, би имала и понатаму планираш некои семинари, ете за некој кој што би сакал да дојде да посети, да му помогнеш? Да, тоа ми е задоволство да го пренесам целото знаење што го имам од овие 20 години како такмичар и борец. Така да секако ќе биде. Па добро, тогаш ќе бидат информирани они кои Така. што навистина сакаат и Така. да тренираат со тебе и верувам уште некој совет Така. да Тоа добијат секако. од професионалец. Ти благодарам многу за ова убаво гостување. Ти посакувам успеси и во септември кога ќе биде оној надпревар во карате, да донесеш уште некој медал. Дај Боже. Ви благодарам многу за поканата и се надевам дадовме квалитетни совети што ќе им се најдат на граѓаните. Така, дознавме каква си ете и приватно, каква си со клиентите, остани така позитивна и дисциплинирана, нели, пред се за да бидеш пример каков што си и досега на твоите клиенти. А ние, драги мои, продолжуваме со музика, одиме со нашиот виолинист Петар Марковски, големиот хит од Алан Вок.